Очекуваме да ни дојде и денешниот гостин во Вербалиум. Мислам дека е заглавен на некоја од другите планети, некоја од поблиските планети, веројатно затоа што е познат како човек кој што доста шета, некогаш и по неколку планети дневно, некогаш и по десетици станови дневно, зависи како ќе му дојде, па да му посакаме добро дојде на нашиот гостин. Нема да кажам веднаш кој е. Ел Мистериозо. Ел Мистериозо, од планетата Зис. Од планетата така Зис. Така ми рекоа децата, така да. Ова е, дами и господа, Денис Јанкуловски во едно Вуди Аленовско издание денеска и мислам дека ќе го замолиме од старт да се раскомоти. Не е можно човек да води подкаст или навика е, ама доста е. Или шоу во вакво издание надвор со 35 степени, 36, не е баш пријатно. Веќе во Фаради може да е 70 ги рачунам со. Раскомоти се слободно и излези од она и а како вака се кине? Сакаш да кажеш дека ова е за една употреба? Што побрзо, да, дефинитивно. Значи не е случајно што човек облечен вака делува на космонаут. Не, друго мислам, на добро. На Вуди Ален. Сериозно вака го кинеш? Секој се кине? Да, секој се кине, има начин, има постапка за соблекување. Правилно соблекување, значи сето тоа оди обратно затоа што не гледаше да навребалим за пречките овој звуковни во моментот, но ќе ги намалиме веќе готово, значи тоа сега ќе отшуваш за дома со супер лепак. Дуво сечење. Секоја вечер по доаѓање од работниот ден, еве имаш таму асистент, те чека раката на тато. Раката на тато. И значи секоја вечер вака кинеш и после тоа седнаш дома и за супер лепак пак. Да, мора за утре да има. Утре дента, ама не сме да влезе бактерија, што би се ништо, да, ни една бактерија не сме да влезе, така да. И не сум знал дека ова го кинеш. Да. Интересно ми. Да, па тоа е после секоја употреба, значи пак ќе кажам, има правило, нели? Како се соблекувањето да биде контра, фактички, затоа што надворешниот дел што е изложен цело време, нели, на бактерии, на вируси, на такви работи, да биде фактички од внатрешната страна. Не можам да се сетам кој бенд имаше ваков аутфит. Можете ли да се сетите вие? Мислам дека Диво има. Диво. I can get no има Satisfaction, електропоперен бенд од 80-тите. Диво едни чудни со големи капи. Да. Таки чуден аутфит има. Мислам дека вака излегува и уште еден има Intensive Care, како сика Питер на Тести Babies ли има, мисля че еднаш вака. Значи ова, ако сакаш као аутфит за бенд да го искористиш, фрлање вечер. Не е проблем. Добре, колку чини на вакво чудо? Ти рече дека претежно беа донации, значи од Светска здравствена или од не знам, не е битно веќе од каде доаѓа, имаше и се продаваа. Значи имаше можеби понекогаш им нашето министерство купувало понекогаш. Да, веројатно, меѓутоа од оние што беа по аптеки која сакаше некој да купи, не беа вакви, дефинитивно малку беа по категорија некоја трета, четврта категорија послаби веројатно од ова или не е битно, ама беа ефтини, можда по 300-400 денари. Јас претпоставам дека овие беа поскапа варијанта затоа што нели требаше да бидеме позаштитени. Значи 8 души го соблечат во ваква, значи некои 2,5 до 3.000 денари од шоу. Да. Ако е добро платено шоуто, тоа ќе се исплати. Плюс маски, добри идеја ми даде. Плюс визир. Не, ти зборам за настав за бенд за настав, тоа вашето е друго. Може. Ова е класика во Вербалиум. Почуваме со муабет со гостината, не кажуваме кој е, за сами да знаете до крајот на емисијата кој е. Не река Денис Јанкуловски не е лице кој што е непрепознатливо последните 2 години. Тебе нагло ти рипна популарноста од почетокот на корона, за жал. Знаеш како, многу интересен момент тоа кој ќе си правиме некој пат муабети со жена ми дома, викам корона, вируси, тешко мачноти, карантини, изолации, нема страво и сето тоа, а мене всушност нешто сосема друго контра од тоа ми се случи во сите овие 2,5 години. Ете, популарноста, да речеме, популарноста фактички настана со кумчето космонаутко, односно со тоа детенцето кое што ми го даде името космонаутко. Една ситуација кај што многу интересна. Може да ја раскажеш, да. Да, кога одевме на Брисе и тоа беше веројатно првите 2-3 месеци, не ми текна од прилика тогаш беше. И како звонам на вратата, најнаш се отвара врата. Детенцето седнато во скутка е мајката, таткото отвара и детево вика: мамо, дојде космонаут од Бриз да ни земе. Значи многу интересно дојде прво што мене детево значи имаше представа дека доаѓа некој од друга планета. После ми кажа од која планета сум, ми раскажаа децава сето тоа.
Ама оној поубав момент за мене што беше од целата приказна е што детето беше фактички спремно од страна на родителите дека не е ништо страшно тоа што ќе се случува, бриз ќе дојде, ќе земи, ќе дојде космонаутот и детево радосно чека. Не беше само тоа, едно чудо деца ми ги правеа деновите, кој е со цртежи, кој е со крем бананчиња, кој е о јогурче ќе ми дадеше, не е битно, ама едноставно гледаш дека децата тоа го на друг начин го доживуваат. Имаш една снимка негде играше со некој дете, надвор нешто ти враќаме, почнува да ти игра и ти му почнеш да му играш. Како се враќаме? Да, тоа беше и тоа, значи тие се незаборавни моменти. Како се враќаме од терен со колегава, позадин или некај соколиве на соколата на кај гаража, музика трешти цело време, трешти во колана, отворени прозори и детенцево како што поминува со мајката почна да игра. И толку ми треба, нели, застануваме, излегуваме, почнуваме и ние да играме. И тоа е тоа. Ти си еден од ретките луѓе што таква позитива ширеше, позитивна вибрација, што би рекол. Да. Растаман Боб Марли. Па не, значи секое утро со песна, посета на деца и на домови со, нели, насмевки, терен интересен пристап, пошто знаеш, стварно не е мал стресот на тие на мали деца. Ја му ги носев еднаш или два пати само во овие лабораторииве. Иако се поголеми, знаеш, не им беше све едно, сега кај ќе ни брснат до каде што носот тоа, ау. Ама не е ни пријатно, значи прво затоа јас некој пат кој ќе им кажував на родителиве кога ќе одевме за бриз и сега малку ќе го подискара, ништо не е, ајде прекинеме, не е ништо, едноставно, ајде тебе да ти земам бриз, ќе видиш како е, значи јас не сакам на крају крајава, тоа е нешто што сепак во носот некој ти во грлово ти брца што се вика и те гади, не ти е пријатна ситуација. Меѓутоа, на сите тие одења по станови, по домови, по институции, кај се неам отидено, имаше разни ситуации, имаш позитивни, весели, имаш трагични, уште потрагични, имаш убитачни, што викаат некои ситуации. Меѓутоа, јас едноставно пробав да го, и мислам дека си го најдов прво вентилот за себе, начинот на кој ќе го поминам денот полесно. Затоа што, знаеш како, од една страна, да речеме, сега одам во една ситуација, каде што пред 10 минути починале двајца од домот, значи црно, завиено, траурна ситуација што вика. Ама наредна ситуација има некој детенце што ме чека. Што значи јас не можам мора да се адаптираш. Да, не можам да го пренесам моментот од оваа тешка ситуација кај детенцево. И ситуација како ситуација тоа е, иако човек нели колку и да каже не реагирам, сепак тоа се собира негде, меѓутоа, ете да речам во некој фолдер се надевам кој што нема никој пат да се отвори, да изреагирам на некој начин. Тие се скриени, длабоко таквите, а на површина се позитивните, веселите ситуации. Добро, и тоа е животот на крајот на криштото, знаеш, тоа е лекција, ти си директно. Ја знаеш кај се соочив со таква ситуација, сега малку моја приказна. Да. Знам ја така во вербален да си кажам мои приказни. Јас слушав цивилно војска на неврологија. 9 месеци. Тука. Толку мртви луѓе не си јам изнагледано во живот, кога да сум бил во војна. Значи буквално имаш пациент трета соба, тој тешки заболувања, нели знаеме на неврологија што си има од мозочни удари до мултипла склероза до. И буквално гледаш пациент некој на кој што си му донел, однеси му сокче на тој после тоа влегуваш у тоа вецето, остава што и да е таму. Оп, прекриен човек. Излагаш мртов, прашуваш каде, тоа е. Го нема, отишол. Така да тоа ми беше една, ти кажам, лекција, ти веќе си на тоа навикнат очигледно. Види, навикнат од една страна, не знам дали може човек да рече дека се навикнува на тоа, нели сака што побрзо да се одвикнеш од таа ситуација. Меѓутоа сепак од друга страна, веќе повеќето луѓе по моите приказни што ги раскажувам, знаат како има поминувано. Меѓутоа сепак она што го гледаа колегиве мои на ефективна клиника, на другите, на секаде едноставно каде што имаше во воена болница, сите беа ковид центри, сите градови, значи не само Скопје, сите градови, каде што буквално како што кажуваш кона лента имаше починување. Тоа е стварно тешко, меѓутоа едноставно знаеш како, знаеш дека си имаш образование, си завршил некој образование, имаш струка која што има и такви работи. Зависи кај ќе работиш, нели сето тоа, така да не можеш да го оставиш сето тоа, пробуваш, нели, сепак одиш дома, на крају крајава треба кога ќе излезеш од работата, доста на работата, меѓутоа се труди. Да, па нема шанси, ама се трудиш едноставно затоа што пак ќе кажам, наредниот момент е некој детенце што ме чека со цртеж, нацртан космонаутко. Сега не можам само да појдам и фала ти да си одам, така.
Ама тоа е тоа што вика животот, тоа е. Ти си него здравствен работник во здравствен Центар за јавно здравје Скопје, Центар за јавно здравје Скопје, тоа беше во пролече. Стара пролече што е викаат Така, таму беше амбулантата. тоа. Да, тоа е тоа. И во време на корона ти се јавува по едно од 10 до 100 души дневно. Многу имаше. А? Имаше Еден од премногу тие бев и јас. ситуации. Па морам Имаше сега, премногу- барам сега ургенции, види, врски тоа. факт е дека за жал кај нас значи за многу работи во држава функционира тој принцип, нели? Да го имаш ПЦ, да го имаш Денис, не е Да, во битно. здравството е така. Здравството посебно и сега јас мислам дека колку што можев излегува во пресред не само познати и непознати, сега лесно е нели на месенџер, Вибер некој ќе ти напише, не е битно. Меѓутоа проблемот е што со тие што го немаат или не го знаат Денис. Значи ај други веќе ќе го најдат. Та Денис, та ПЦ пак ќе кажем или било која, тие што немаат. Значи тој беше по мене поголемиот проблем затоа што има многу луѓе кои што едноставно не успеа па макар за тестирање. Не правам муабет за не дај Боже ситуации на клиники и така. Да, добро, тестирањето во приватните си беше скапичко и тие што има си се тестираа веднаш, после тоа се појавија како беше брзите тестови, ама на државно не одеше баш така. Па не одеше, тоа е организацијски аспект. Тука апсолутно, значи секој имаме замерки, нормално е тоа да имаме замерки затоа што по мене можеше многу подобро да се организира тоа државно тестирање, така затоа што имаше многу потреба, можеше тоа да биде направено во повеќе смеси. Не, знаеш кој беше најголемата аномалија? Некако дојдовме во еден период во кој што луѓе закажуваа, например, итно им треба тестирање, добиваа термини за не знам 10 дена, 7 дена, Значи, 5 дена, тоа. не неважно. Значи Така. имаш итна ситуација и џабе, мислам тоа Тој тој после систем не 5 функционира. дена може да не Може нема, да не е тука. односно ќе Не дај Боже. испадне негативен. Или ќе И опомне. не може да покаже нигде дека веќе е имал корона или да се оправда на работа. Тој 5 дена не можел да оди на работа. Или на пример Многу пропусти. доцна кој ќе каже некој од здравствени работници или не е битно, не мора да е здравствен работник, кој ќе каже на пример доцна се јавуваа луѓе во на клиника. Како да се јави ако терминот му е последна недела? Така? А што да прави? Немаат сите 2000 или 4000 како што почна. Па 1000 денари на крајова не е малку. 2-3 да имаш во фамилија, 1000 денари треба да ги платиш. Заработува по 12.000, 15.000, тоа му е 10%, 7% му е тоа. сметка за струја му е на некој тоа, Така, речеме, да. 1000 денари. 1500. И сега што прави? Ќе оди кај матичниот. А кај приватните беше и поскапо. Па ние правевме за патување во Букуреш, па и знамења не дадоа. Да. Не знам дали знаеш за тоа. Почастија? Не, имаше акција, тестирање, нели едно време беше за патување, Аха. мораше да си има. Имаше- И сега не е важно во една наша Да. приватна како му доаѓа тоа тестиджилница. Тестиджилница. Тестиджилница направиме. Тоаш имаше страшно навала за одење во Букуреш на европското А првенство. да, за фудбалот И за секое тестирање знаме македонско. Имам. Па сега имаше пред некој месец. Не знам за втора утакмица дали имаше шал или нешто, ама Све и пред беше некој месец. 1900 2000 денари беше едно време. 2 нешто беше Па едно уште време. држи мислам таа цена, ама негде е паднато. Ма сега имаше гратис вино. Со тест гратис Да, вино да, имаше. да. Ја имам еден пријател, нема да го именувам сега, што беше 10 пати да каже дека заборил да си земе вино. Да. И на едно тестирање се обра, да, добро го знаеме, поздрав до него. Љубител е Ама на след Варвар. вид. И 10 вина собра. Па сега. Ето, тестирање. Различни ли барем му дава? Ба, не знам, а мислиш важно му е? Добро, Кога е гага и виното е блага. Да. Петреска, што би се рекло. Види, му след вид. Му Шо след му вид? след вид? Значи Нема, треба да си он го на земе. страшна фора ги фати. Еј, дечки, бе, запорив да земам од вино од пат и секој вакво си симаш. Не, страшно е тоа и мислам дека малце се злоупотреби целата таа ситуација, Да. посебно кај приватни. Мислам, веројатно тие не беа виновни да беше државниот систем поставен на некај здравствен кој Тоа што е треба целосно, комплексно е така, значи приватните не делуваат сами, државните не делуваат сами, да се направиш убава заедница, убава корелација меѓу приватното и државното, што се бараше од почетокот на крајава. Така, Но што имаш слушаме лице. за тоа јавно-приватно партнерство здравствено, ама некако се на хартија. не знам, некако Односно, не на знаеш, хартија, на збора. немам чувство дека искрено немам чувство, можеби јавните институции здравствени, сега си го отварам овој Да, повод, нема да. како да се трудат да направат партнерство со приватните, ама што има за тоа, јас не знам, некако ми изгледа како приватни здравствени установи да многу и баш и да ми извиниш, вага не ги заболе за тоа партнерство и сепак на крајот си го гледаат својот профит и Добро, од една страна, да. Од една страна се сложено сето тоа, од друга страна, па не да речеме Ако- зошто во времето на тестирање не рекоа приватните овие поголеми болници или сите што врша или лаборатории да речат
правиме со ова, сите што не се во можност, не знам што, преку државно да може да, не знам, за половина од сумата да направи. Некој таков тип Јас на друг начин, ајде можда на сличен начин гледам на тоа. Јас знаеш што имав и предпоставка, не идеја, него по мене логично беше. Имаш ситуација со пандемија, имаш општа паника да ја решам сето тоа. Така, државата по мене требаше да каже Пеце, ти имаш приватна лабораторија? Имам. Колку ти е тестирање? 3600. Нема да ти е 3600 тестирање. Ти ќе влезеш во така наречена воена ситуација и во воена ситуација ти државата ги прави правилата на игра. По мене. Ја, маркетите. Да. Значи може. Може да биде маржа. Значи може, така. Така, значи може да интервенира. А ова некако се остави фактички да си се наполни приватното и да се створат сомнежи за тоа, да се создадат сомнежи за тоа дали има некоја друга игра таму. Не знам, много, значи, затоа што да бидеме сега искрени, добар дел имаме доктори едно чудо кои што работат и во државниот сектор и во приватниот. Точно. И не можеш да знаеш кој што како. Тоа е на широка тема, добро ќе отвориме. Да, тоа е веќе како амеба ќе отидеме, да. Кај Лупевска созем ќе. Да, може таму директно во кот за коте. Ќе видиме и неа да каже дали има некоја информација, затоа што она само чепка која треба ги вади вака на површинама. Има доста. И во право се апсолутно, ако може да се ограничи шекерот или маслото или лебот или на време маржите, ми рекоа не смеа да бидат поголеми од толку, ќе ги замрзнеме цените. Фиксна цена направиш, да. Мислиме дека тоа ние затоа што набавката во државно на тестот приватно и тој приватно што го тестот за ковид и тој приватно што го набавува, сигурно нема разлика од 250%, така? Затоа што и државата набавува големи количини и приватникот набавува големи количини, ама добро, приватникот од друг аспект го гледа. Пак ќе кажам, значи може само да се каже, да се пресече, нема да ти биде 3800, 4200 или 12000 како што вика. Знаеш како беше многу интересен момент. Ковид тест да речеме 6000, ама брз одма 12000. Толку беше? Тоа, да, еден период беше така и тоа мислам и тоа многу ме потсети, знаеш како оние, не знам дали ги памтиш, оние Роланд и Виктор што правеа брзо фото што има кај француски културен центар кај Беко, ти имаа така. За 1 сат се прави, ама за пола сат дупло ќе си платиш, разбираш? И одма ти се готови за пола сат. Ако ти треба нешто за ако ти треба за нешто. За... Да, ама 12000 е многу е. Па и 6000 беше многу, ама пак тука се знае кој е. Јас и ти не можеме тоа да го одредиме. Добро, после тоа се појавија брзите тестови, па и повеќето веќе престана, ја ќе бевам искрен, јас со брз тест се тестирав кога бев позитивен и бев на двата позитивен и знаев дека сум позитивен. Да, можеше на пример и тие брзите тестови многу порано да се вметнат како релевантни да бидат. Многу можеше. Чекај се, тие се уште непризнаени. Па, знаеш како, имаше еден период, не знам дали уште трае тоа, во некој од поликлиники кај што се правеа брзи тестови, како ние како фирма што правиме PCR тестови, имаше брзи тестови и тие брзи тестови влегуваа во систем. Значи дали не е битно дали ти направиле PCR или брз. Имаше таков период, може да уште трае, не знам, затоа што тоа е подзраснен дом, да не тврдам дека има или нема, ама тоа е логично од една страна, така? Затоа што па доста релевантни беа. Ја два напред, двата покажа позитивни, бев знаев дека сум позитивен, сите понатаму направивме ПЦР тестови, меѓутоа брзите беа, брзите беа, да. И направиш брз тест во Ѓорче на пример поликлиникана, влегуваш во систем со истите устои како што си е PCR. Значи, имаше можности. Имаше сето тоа да се направи. Има многу веројатно. Добро, ти помене еден доста тежок период од колку години и пол? 2 години? 2,5 години. Како 2,5? Па 2,5 од прилика. 4 месеци. Од март, почеток на март ставив скафандер, април, мај, јуни. Тука негде ајде. Веднаш почнавте со скафандериве, со сето тоа? Да, јас се приклучив. Моите колеги почнаа претходно затоа што почнаа веќе од кај декември веќе на аеродромите која почна да се шушка веројатно сето тоа. Од скијање од Италија? Да, од скијање, да, тогаш кога прекина снегот изгледа во Италија. Најнаш го снема. И јас се приклучив на 9-ти, тука 9-10 март, мислам дека отприлика така беше, и од тогаш, еве до ден денес, сеам јас искрено, пошто јас го работев теренот цело време, мене ми е намалена работата, колегите има уште што се по пунктовите, меѓутоа со надеж дека сето тоа ќе прекине. Ќе прекине тој притисок, тој начин на кој што функциониравме до сега. Не знам али те гледав кога беше нели она жижата на коронавирусот, тоа беше 2020 летото.
па после тоа се случи бранот од септември. Септември, Па ноември, тука околу негде. Нова година нешто стално го подснемува. Добро, не беше пуштено ништо, оваа година Ептен ги пушти Да. локалите и сето, Да, тогаш не беше пуштено. И после да, тоа повторно имаш од пролет еден бран страшен, па летоска некако се губеш. И кога ќе те видев летно време, да ти кажам, на 42 степена, како скафандер. издржуваше цел ден? Знаеш во како? скафандер. Јас на пример И едно време луѓе почнаа да пишуваат, Денко си ослабел. Ма не, како нема? Како да ослабе тама работа? Тоа е оптичка варка што ми се. Скафандерска сауна. Знаеш како? Јас на пример во зима сум по бермуда и мајци. Значи тоа ми е зимска гардероба, лето имам проблем затоа што ми е жешко. И сега уште скафандер на сето тоа, меѓутоа цела финта беше цело по мене. Едноставно знаеш како викаат да се прилагодиш, да си кажав јас, ова ќе биде вака и ќе трае. Чекај, ти се Ќе се навикна навикна. организмот онака, Не се навикна. се потиш цело време потиш. и тоа е. Знаеш што имаше голем проблем, барем за мене имав јас голем проблем со колата, во кола клима пуштено. Па излегуваш негде, најнаш 50 те степени. удира 50 степени, одиш горе во стан, во куќа, било каде, пешки на 6 спрат затоа што лифтот не работи, затоа што имаш луѓе кои што се плашеа во лифт да се возат со тебе. Имаше многу јака една ситуација, таа ќе ти ја кажам. И се враќаш назад жива вода, најнаш пак влегуваш во клима. Не знаеш дали да пуштиш клима, дали да не пуштиш, и после 8-9 сати така излегуваш од кола и почнеш како робокап да си. Зашто не можеш, кичма те фаќа, врат те фаќа, ово те фаќа, така да... Значи, полна скафандерска опрема е, во лифт. И јас со брисеви, стојам со стапчињата, немам стапчиња, не е битно, ги држам стапчиња вака и влегувам во лифт и се симнувам наго, мислам од 9 спрат, негде на 5 спрат отвара врата, застанува еден човек и како застанува, најнаш ме гледа вака. Мислам, му викам вака, јас се извинувам, јас мора да се симнам додолу, вие ако сакате влезете, ако не почекате, јас апсолутно, вие си одлучувате. Нема проблем, влезе и ме гледа вака, ено. 2 спрата што се вика. И на крај ми вика, извинете, прашам, колку земате за кречење од рака? И му вика, и сега си викам, знаеш, од една Не, си ти страна... да кажеш, слушај, ама ово е префинето кречење со мали ствари, стапчиња. Да, тоа сакав сега се викам да 6 проложам до 8 јас со месеца. финтала, разбираш, скапо, пошто, знаеш, 6 до 8 месеца. 6 до 8 месеца. Ќе треба да се преселите на друго место од 25.000 евра и кречење. И му кажам дека полека, рачно кречеме. Ај, викам, нема смисла, знаеш, ама така интересна ситуација. Друг е да ме праша кого изнесувате сега. Значи се замислувам како Хорацио Цеси и Мајами, нешто, разбираш, скафандери изнесуваш еден во вреќа. Да, они со судска медицина. Да, нешто така, да, ти од таму така, да имаше секакви ситуации. Се не си, имаше една трагична ситуација, таа ти ја читав за бабичка што има изгубено двајца или тројца од исто семејство. Таа повозрасна жена во комшија кај мене беше, првиот пат кога отидов за бриз беше за дедото. Дедото, кога отидов наредно за бриз за сопругот, дедото почина. Кога дојде време за незе за бриз, тој беше еден период кога поминуваа некои 10 до 15 дена додека се појават симптоми, значи еден период. И таа ги имаше изгубено и двајцата, и сопругот и свекорот, мислам дека беше. Се надевам дека таа е добра, ја немам видено, меѓутоа се надевам дека таа е добра, меѓутоа имаше ситуации кај што во една куќа, во еден двор кај што има повеќе куќи, мислам дека имаше во таа куќа едно 6-7 души од 2-3 фамилии, ама исти фамилии, значи браќа, сестри, сите со тука што се. Така да имаше секакви ситуации, имаше јас таа поготово затоа што ги знам луѓето, една од најболните ситуации ми беше едно другарче во Америка живее и сега ми пишува нели на Вибер, сега со социјални мрежи лесно вика за бриз на татко ми и мајка ми да им земеш, не е проблем, за утре оставаме, тој вика утре доаѓа. Утре едната ја станувам нели 4 сабајле заедно со Носферату и наеднаш добивам порака, татко ми почина. Значи не стигнавме ни него да му земеме бриз. Ај викам во ред, барем на мајка ти ќе изземеме. Земаме бриз на мајкава. Добра беше, релативно добра беше. По 2 дена ми вика, позитивно излезе. По 2 дена ми вика сестра му, пошто и незе ја знам, од деца од мали. Вика, мајка ми е неефективна, моравме да однесеме, тешко и беше. Добро, окей, викам, ама барем на лице место е, така. Мислам дека ден не помина, додека другарчево го однесе татко му во Црна Гора да го погребаат, починува мајкава. И са двајцава во 2 дена. Се враќам дома, мајка ми вика, тетка Борка и Чичко Колјо вика, двајцата во ист ден почина, повозрасни луѓе, едни и други, значи 4 во
што знам како да кажам, во 2 дена еве нека се. Така да Интересни факти, интересни трагични, интересни факти за оние што не веруваат ама реални, дека постои реални, корона. тоа беше, разбираш, тоа беше реалноста што едноставно. Да, затоа кога ќе им кажев јас, кога ќе ми рече не постои, абе, јас не навлегувам во какво е ова. И јас дојди со мене еден ден, да, видиш. стави скафандер на мен, дојди ќе видиш, ќе гледаме, значи не е ова нешто што јас ги измислувам овие работи. Има, факт е дека го има. Дали е направено во лабораторија, дали е негде од Африка или од Кина, не ми е битно мене на крај крајот. Го има и треба да се прилагодиме дека е тука, да го прифатиме дека е тука и да функционираме на тој начин. Само мумските сипаници кои се појавија, малце ви извадили од момент. Јас дека прилепчен с малку повеќе се Да, подисплашив, ние песна имаме за вас, знаеш, мајмуни. Да, мајмуни на секаде, нели? Да, помени раката на тато повторно има асистенција за тебе. Да, топла е во студио. Ја не се потом, не можам само под мишка се задушам. Така и ме вика како малку. Слушај, во скафандер не се испотив кога го изади скафандерот, се испотив. Многу интересна ситуација. Гледаш? Од трема. Од трема, да, од тремор. И по мене ова се обични сипаници, ништо страшно така. Па добро, рекој се само, знаеш како секој више појавување на овој како си каде овој Гебреселасија. Како да му беше? Да. Како да му беше? Многу чудно некој Гебре да. Нешто такво има. И веќе стресна ситуација. Кога се појави вага на телевизија, ај чекај не пак сега. Знаеш, правевме муабет ја и ти уште пред пола година кусур кога беше ова. Како викаше ти, па сега ќе помине, оваа па може друго ќе да. Ама тоа е тоа. Можно ли бе тоа да ни се случи да имаме циклус на вирус циклус? Мислам дека така ќе функционира. Светов дека така ќе функционира. Едноставно, не викам на година, 2 на 5 дека ќе се појави нешто. Дај Боже да не се појави додека сме живи ние. Зашто мислиш дека тоа може да се случи вон контрола сме? Да, затоа што за многу работи. Затоа што да, прво од сите оние природни, затоа што докажано е дека има не само во Африка вируси, значи ако веруваме на сите научници, а би требало, нели, сепак се научници кои што со факти работат, ти на Гренланд и под оние сантине ледови има и таму вируси кои што спијат. Така, се топат сантиве, едно чудено кило што викаат деца, на 1 кило санта лед се истопи и доаѓаат на површина. Така, тие се вируси кои што немаме ние имунитетот ни е ослабен дефинитивно на луѓево, на човештво ни е ослабен имунитетот. Од друга страна, ти имаш вируси кои што е комбинација од А, Б, С и Д. Не карикирам, јас пак ќе кажам, го кажувам ко пример тоа затоа што јас го гледав тоа, ако е вистина сето тоа така, некој француски научник тврдеше дека конкретно корона е комбинација од ебола, маларија, хив и маларија, хив и уште нешто беше. Не е битно. Свински грип нешто. Не ми текнува, не е и корона ко вирус, е така. И сега ти за корона има, нели, така наречено терапија, за вируси нема, меѓутоа има нешто, антивирус, како ја викаат. За хив има веќе терапија даваат, за маларија се знае, нели, има шапчиња кои што се даваат сето тоа, за ебола нема. И испаѓа дека фактички најверојатно тој четвртиот вирус што е присутен, тој го прави целиот проблем. Претпоставувам. Значи не е ова од оние муабети не прскања и слични други работи, него едноставно јас ова го слушав, нели, ако е сето тоа, пак ќе кажам вистина, и затоа претпоставувам, јас нели се смеевме пред доаѓање, што мислиш за ова? Јас мислам да го погледаат сите 12 мајмуни, филмот со Бред Пит и Брус Вилис, и да ја запамтат последната сцена кај што е со куферче, купува карти за Њујорк, за Јоханесбург, за Токио, за Осло. Не знам со Скопје дали има земено, ама треба да го прегледам филмот. Тешко, не сме толку. Да, веројатно не сме атрактивни. И внатре има епроветчиња. Што има во епроветите? Сигурно не се кокта и кафенца. Така да претпоставам дека така ќе биде сето тоа, големциве, главниве, тие што имаат пари, се знае што е во нивни интерес. Добре, да ставиме малце таа темната, стои светла страна на пандемија. Добро, да. Нема, додуше пете, ти рече дека си нашол своја светла страна и стана популарен на социјалните мрежи, па почне луѓето играат на интервјуа, па да се пуштаат твоите идеални изведби. Па да, до негде, Па тука имаше бројни коментари, јас се вклучив во пар од нив после. Денис Јанкуловски беше познат како човек кој што секој ден снимаше по едно видео, минимум. Да.
утрото му почнува јако заспивам, денот, значи негде 4 таму, колку беше. Тука негде 4, Ти му пратив човек порака у 8 и стравтие. Нема Да не заспане. Не, добар сум уште, добре, чути, дај врати. Али веќе знамето се спушта. Веќе знамето се спушта, така му е режимот и едноставно се будеше секоја сабајле со песна, кој да станам, значи прво мислеше у Newsfeed, Денко, космонаутко со песните. Од шарене пилуле за лилуле до благоно дејче пожаранче и не знам. И преку Walking in my shoes во меѓувреме. И Walking и рампарарам. И рампарарам беше дури, да. Сам не олизување, али рампаравија имаше. Тоа е тема која што нели тука тоа беше најакото. Оптимистична е, затоа мораше да те. Иако искрено ти кажам, најтешка можда ми беше можда затоа што те знам некоја трема сега, да се. Добро, како вика за тебе? Ти не си човек што знае да пие. Да. Затоа свет е тешко, ама што има врска. На крај на гришта човекот си најизлюбен. Не, само да ти кажам нешто, вака стручно, ако ја не сум многу стручен. Добро. Музички не сум образован, ама Денко Високи е песним тука 2 до 3 степена бегаше до тона песна од примата, што би се рекло. Ама овие нискиве Бајага ги фати да пее или Бајага ми легна. Нешто, не знам, Џони Кеш, лупам сега, Ники, не знам нешто. Абе спие човеков, разбираш? Мали осцилации си ги фаќа, ладно си ги пее. Ама не може. Чекај бе, дај да пробаме, кај гитара. Чекај се, ова ќе пробаме. Абе што, па ова е спонтано шоу, спонтан клуб. Да, кена се е спонтано одржава така. Што сакаш да ти, што да свириме сега? Дај од тие ниските. Од ниските? Зажму. Како беше? Не, чекај, имаше Gonna take my time. Аха. Having all the time in the world to make you mine. It is written in the stars above. Connect the dream. Нешто така. Да. You'll be waiting patiently to the dream. You can run, but you cannot fly. Don't say you want me. Don't say you need me. Don't say you love me. It's understood. Don't say you're happy. I walk around me. I know without you. It's understood. Cause it's no good. Cause it's no good. Гледај како. Малку тука. Добро, додуше, ако е уге, ова беше малку С, ама нема врска. Да, Што има врска? Не е битно, знаеш како? Не, ама ги фаќаш овие нискиве се. Ќе ти легне, викам, добро бе, мајко му, како тоа човек види стук колку е релативна работа, значи некоја песна не ти лежи, некоја колку и да речеме имаш слух или делно го имаш, си ја фаќаш и си ја тераш. Ама знаеш што беше поентата беше уствари да јас не се трудев да испеам. Значи јас само си пеев. Ама максимално се гледаш дека уживаш. Ама јас уживам. По тоа фацијална експресија. Јас цело време пеам и сам во кола сум, дури и сега се фаќам, еве, независно што не сум во скафандер, јас цело време се фаќам дека пеам. Едноставно, значи музиката мене ми е крвоток, јас цело време кажувам. Јас не можам без музика, значи ке мене јас кога сум дома, кога сум сам затоа што нели има и други, не е само мој телевизорот, али ке мене е VH1 пуштен. Најчесто е VH1. И јас сум ретро, значи 80-тите години, и странски, и XU, али од 80-тите години мене тоа ми е музиката со која што растев. Поготово мислам дека една голема вина има татко ми за тоа, затоа што татко ми имаше едно чудо синглки. Од времето има купувано. Да. И сега јас ја наследив таа навика, Јуатон, фотоцентар, Грција на времето, сето тоа, касети снима, Катерини, апсолутно. И музиката мене ми е нешто што ми е водилка, буквално. Значи, ако сакаш да ме казниш, само музиката тргни ми ја, буквално. Така да, можам да слушам нели разни работи, не дека се сакам, меѓутоа не ми е проблем да слушам, ама некои песни, например, многу беше интересно, јас еднаш се обидов Роби Вилијамс да го испеам, мислев дека не е проблем што Роби Вилијамс, тука негде сме, нели, пата сме со дечко,
Е, од најтешките вокали за Да, пеење. после дознав дека е еден од најтешките вокали и сега која беше, мислам дека Angels беше или Фил. Сега ми текна точно Фил дека Па беше. многу лесно. Многу лесно, да. Спочи црно добро. бело супер, вака седнаш ја пееш и готово, да. И сега седам си се снимам Feel I just wanna feel all. Да, викам како ми легна песна, супер. Земам телефонот, пуштам, слушам и викам, ова ли го слушаат други, бе? Зарова ли го слушаат? Викам, па не могуче ваква работа, бе. Не, тоа е знаеш Знаеш како? зашто ти ја слушаш музика и си викаш Да, тука си меѓутоа, на пример, мене не ми беше проблем какво е такво е. Значи јас не пак ќе кажам, не се трудев, иако на почеток најдобронамерни коментари беа, за јас пошто другари ми беа, абе Денко врска немаш од пење, немам точно. Јас само си пеам. На крају крајава, нели, ако не сакаш да ме слушаш, има копчов, така. Меѓутоа, испадна дека по сите оние, нели, ако ги броиме број на лајкови, број на пратења Тебе утрински. ти парче направи тоа, немаше Да. по 300, 400, 500 лајка, Да. немаше и по 200 Знаеш коментара. како? Па тука најдобронамерно види вака да ја фатиш од пониско нешто од повисоко. Ама знаеш како интересно ми е, на пример, нели сите луѓе коментираат нешто, ќе кажат и се најнаш ќе се убаци пеце, ќе се убаци некој музичар. Викам, чекај полека, ова е веќе озбилна работа, значи имам прогресија. Се смеам, нема врска. Поентата за лајковите, значи кој ќе ми речеше некој имаш на пример 500 лајкови, јас не ги гледам тие како лајкови. Јас гледам како 500 луѓе кои што одвоиле 5 минути во денот. Ти си им направил еден момент. Да. Значи, Да ги барем развеселиш. 5 минути да не помислат на корона, на извештај, да излезе министерот, да каже колку починати. Тоа беше страшно. Немаме Не бомбардира, ова, да. немаме средства, немаме, карикирам, немаме селотепи, ова, не разбираш. И сега некој седнал и ти посетил време, значи Како тоа е беше почина. таа бабичката со дедото? Ти си тој Денис. ти си тој што пее. Ти си тој што Пази, пее. не тој што взима Да. присудите по тоа што го знае по скафандр. Ти си тој што пее. Ти си тој што Ти си пее. што пее, да, вика. Ти си тој што пее, да. Да продолжи супер, браво. Секој ала, се да бајле, ти- ја секој и се дедото, бајле. те гледам и ти Да. ставаме лайк. Да. Крај. Да, многу интересно, ама јас го најдов тоа како прво за мене вентил, второ видов дека на многу луѓе им помага. Значи, пак ќе кажам едноставно, најнаш карантини, така, прогласуваат нема излегување. Јас да чукнам во дрво, ништо од тоа не осетив затоа што работата. Да, ти беше на терен. Да, бев на терен и не осетив ни еден момент како е да си затворен дома, како е да не можеш да излезеш, да не смееш ѓубре да фрлиш, нема в куче за да го изнесам кучево, да се вадам на Да, кучево, бе, кај не се валеа тука неска беше доста со кучиња. Да. И затоа викам ај да речеме да правиме нешто, предложив да правиме нешто што не би се осмелила. Јас да излезам да пеам, нема шанси тоа, разбираш. И викам најде ова 10 дена ќе потрае. Трае, 700 и нешто денови господино Денис Селковски пееше и некаде Решив запре. малку да направам пауза можда веројатно. А пауза ти ова стари. Да. Ма чекај, ти доби златен микрофон. Од кого доби златен микрофон? Даниела другарка ми. Да, со една Се незина собрале, колешка, рекла, еве, по повод јубилеј некој или што? Не, така едноставно кеф им беше да ми дадат златен микрофон и се најде микрофонот. Понатаму беше како сценографија. Ама убаво, знаеш, Ај сега да те чувство. прашам нешто друго покрај музика, по музика си веќе познат, ама ја дознав дека си имал обиди во актерските води. Да. Знаеш како јас Нешто со театар за деца и младинци. тоа беше на покана на Владимир Лазовски од Театар за деца и младинци. И еден ден ми вика, јас бев на вакцинација тогаш, и еден ден ми вика, слушај, вика, сакаш ли да дојдеш да бидеш гостин во Театар за деца и младинци, имаме представа Лакомата Меца и ти да бидеш тоа што го правиш. Значи, Ти беш месата. да бидам мецата, нели, да. И така сум така мал, значи можам меца да бидам без проблем. И мене толку ми требаше, затоа што јас од мал сакав да бидам и глумец. 90-та година кога завршив средно, не примаа, нели, тогаш примаат една година камера, една не знам како е, што на ФДУ, селекција Затоа и има. овде присутните некој во Софија студира. Да, од оправдани причини. Од оправдани. Така да ми се оствари желбата. Тоа многу беше интересно, затоа што прво имав пише голема дел? трема. Да. Бев таму, многу беше, знаеш како, колку и да си опуштен, деца се. А деца се најискрена публика, разбираш. Така да ти ако те прифатат, окей. И беше феноменално. Така да можеби се надевам некогаш дека ќе успеам и нешто повеќе да направам. Добро, ама присутен си во медиумиве, во тој простор си доста вака забележан. Раката на тато може ли Знаеш уште едно како? картивче за нашиот гост? А тука е. Знаеш раката на како,
една од работите кои што ги приметив, односно како да речем, Си извинуваме да гледачите на причина вербален, за но присутноста, топло, да. топло. Ова како кој беше некој Марлон Брандо, мислам, вака се бришеше. Актер, колегата Марлон Брандо, да. Да. И приметив дека всушност како што една изјава на две бабички која бев на вакцина, веројатно тоа е причината зашто имаше повеќе на медиуми, ве рекоа многу убаво, лесно зборуваш, лесно кажуваш, разбираш, разбирливо и ми е смачено од оние нели тупурковски моменти да кажеш нешто во 20 збора, а не знаеш два што значат од тие, ама сакаа позитива. Се беше некако, знаеш, тмурно, само се известуваше лошо. За корона, се известуваше СДС ВМРО, па ВМРО му врати, па СДС му врати, па ВМРО врати и цело време тоа се случува. И сега најнаш се појавува, мислам јас. Најнаш имаш некој кој што едноставно насмеано е, ведар лик е, разбираш, и тоа е Слушај, ама негаш на луѓе, знаеш, дали имаш впечаток дека стануваме средина во која што и насмеаните луѓе почнуваат да им пречат на други. Пречат, дефинитивно. Нели? Да. Мислам, тоа го ова како една увертира за... Многу се смее имаш, например. Имаш многу се смее. Што е сега ова позитива? Што е ова позитива? А не свати луѓе дека позитивните вибрации и доброто расположение се најважни во такви моменти. Ако веруваш еден од моите предлози до телевизиите, нормално, на социјални мрежи, не отидов јас телевизија по телевизија, викам зашто во текот на карантини, во текот на целата ова голгота која што ја доживуваме, зашто комедии не пуштате, зашто пуштате хорори, зашто пуштате без врска некој. Треба нешто да се опушти човек, значи не мора странско. Еве, а и српско нека го крста странско, иначе зашто да не? Филмови имаш Кото тамо пева маратонци, имаш Театарче Лево Ќоше, пуштај серии, имаш, значи едно чудо ги има, не дека нема. Таа стратегија некако... Само толку требаше за луѓето да не мислат толку. Контактни емисии на Сабајле. Убитачно, се е убитачно. Значи нема едноставно, треба нешто да им отргнеш мисли. Ти нема да лажно нешто да им направиш, нема розови очила да им направиш. Очигледно, знаеш, живееме во средина во која што многу луѓе се навикнати на траур и почнува да им пречи нешто друго. Еве тебе ти се случи она со вакцина, песната играњето, па тоа беше... Да, тоа беше апсолутно. Значи, коментари, како да ти кажам, само умоболен може да напише такво нешто, ама ние го делиме тој воздух со таа средина за тие луѓе. Знаеш како? Значи имаше се случи само за оние што не знаат инцидент, игра здравствени работници во Борис Трагин. Тоа беше Сабајле, тоа беше утрински откако ја снимивме песнава со Даци Александар вакцина. Да. Ја снимивме и утредента, пошто ме знаат нели веќе колегиве таму, и излезе песна вакцина и ајде да поиграме. Значи, тоа беше Денко едноставно сакаше да направи еден пубав амбиент, повеселна работа и ги фати работите и изигра. Така, тоа беше тука се крена таква галама, па здравствените работници си играат играчки. Се злоупотреби. Па луѓе умираат, па што правите, па се злоупотреби затоа што се представи дека надвор има едно чудо луѓе, дека има гужви како за пред Маракана да се влезе, а ние внатре си играме. Ама добро, јасно ни беше дека тие се злоупотреби, секому е јасно. Да го направиш тоа се тие политички борби. Да. И затоа јас и така настапив, ама и Даци Александар исто. Значи, за тој момент рековме, нема коментирање, нема ништо, мора да спласме. Иначе, прво така мене, ќе ми сметаме на работа. Јас да почнам да се распринувам се, ама Пеце, знаеш, ние вака беше, немаше никој тогаш, ама еве снимки, слики. Не, кога ќе објаснат џабе, тоа отишло веќе. Тоа е џабе. Да, поготово што не се верува на вистината. Види, среќа во несреќа што во несреќа. За кого како што овде народот, знаеш, малце кратко паметен има за многу работи. Тоа е мој впечаток и мој став, јавно кажам. Да. И се трае овде недела до две. Третата недела веќе тој не памети, истиот тој што ти пишал коментар, кој беше ти, што си правил и што било тоа вакцина. Толку крај. Така и среќа што е така, иначе ако живееме со последици од коментари да со нив да ги гледаме сериозно истото од нас дали е вербален или било што, никогаш да не ги сваќаме ако си ја знаеш вистината, тогаш... Знаеш како, има моменти кога има коментари кои што може, мене лично може да не ме навредат, ако јас сум решил да ставам дзид, да не допре до мене, меѓутоа имаме семејства, имаме пријатели, нели секој може. Тоа не се пази, ама пак тоа е тоа. Да, не може да се одбраниш затоа што прво кај нас, знаеш, тој електронски криминал гонење тоа не постои, може закани да беше. Само како викаше Дзимис, блок and it's easy.
И си. Ај, ми како да седам у кафана, друга, немам кај да идам. Вака, блок. Види, затоа јас на многу луѓе кои ќе правиме муабети ќе ми рече, а ме блокна или ова. Ако те нека те блокна, големо чудо. И ти блокни го. Абе тоа знаеш што се пријатели? Пријатели сме јас и ти. Абе дојдов му ситуација да пријатели со блокирање, ти не знаеш дека ти е скаран. Да. Он ти се скарал тебе ради некој твој став. И он не ти прави муабетно лице. И ти немаш ни појма дека те анфренднал или те блокнал, да. И ти после година те блокна пред година дена. И? Појма немам. Дали си ме блокнал? Да, зашто за тоа? Не се ни сеќавам. Алал да ти е, како ти кажам? Браво. Така. Живее со тоа. Да. Тере. Да, ти се случи некои други неубави работи, операции. Чуда врагови, како? Да, имаше. Мислиш дека е последица на знаеш како? Стресниот или напорен начин на живот? Има сигурно. Едно време беше ваков, Па беше. ваков. Сега два прста. Три. Три Не, прста. беше многу слисно. Се смеам, некој фаќа два пати корона, јас фатив две операции во тек на корона, не прележав ни еднаш, ама затоа две операции. Чекай, ти не прележа? Не прележав ни еднаш. Ај може од некој од нас сега. На сите. Ќе видим. Късмет. Едноставно, веројатно стресна ситуација, стрес од работата, организмот беше, немавме одмори, знаеш, ние не бевме саглам на одмор. И па нема кога да отиде. Охрид беше опоравување кога ми ја извадија жолчката. Тоа беше лани. Сега се само белко. Односно преклани. Лани, да. Сега се белко, да. Белчо сега. Оваа година исто бев Охрид како резултат на операција, на друга операција, на синусно влакно. Значи Охрид мене ми беше само постоперативен третман. Ти намерно си правил. И па мораше некако, нема одмор, не даваат одмор, ај жуч ќе вада. Жуч, ај бубрегот не вишини. Нешто бубре, опа, ај влакно нешто да исте. Ајде, бајде, заврши тоа, така? Да, заврши тоа. Вака да не те урочам, сега си братен нормала. Да. Сега сум 2XL. Да, добро, ама со скафандеров пак е, ако почнеш слудиш, мислам дека ќе те Саунски, бога ми тоа е. Ја и ти инаку се запознавме прв пат на проектот наречен Растеме заедно и ја прв пат добив повик од тебе, не знаев кој си, што си искрено. Да. Дали бевме пријатели на Facebook или не, важно. Можда, нели? Сите се пријатели. И покрај тоа што си вака наспеан, достапен, пријателски расположен кон сите и така натаму, без разлика на негативните коментари. Окей. Си дел од доста кампањи кои што се однесуваат на зголемување на свесноста за лицата со аутизам. Да. Даунов синдром, често и во други кампањи се вклучуват, лица со попречености и така натаму. И ние се запознавме на еден проект што се викаше Растеме заедно, на кој што бевме вклучени, па колку бевме? 10, 20, 15. Десетина. Миѓата беше Перено као од Принц, Дани, Кристина, Пепермин беа, Весна Гиновска, Дац беше. Малинкова беше. Малинкова Весна ја напиша, текстот го напиша со Принц заедно, нели тоа музиката, ти знаеш повеќе, не ги знам тие термини. Беше и Пијан Славе или Бране Фолтин и беше ќе ми извини се во моментов не ми текнува девојчина на гитара на Лили Акустик. Лили Акустик. Не што е некој сега, дека ни простата го забраваме. Тие мислам дека тоа беше се од вашата, да речам, од таа музичка постава. И оде што беше битно во целиот тој проект, во таа песната беше нели учеството на Филип на виолина, момчето со аутизам. Фактички тоа беше и целта од една страна, да се прикаже дека има лица со аутизам кои што имаат таленти, може да направат, може да функционираат. Имаше уште две девојчиња, Ѓорѓина, како се викаше, сега ги заборев, ќе ми извинат, ама она што ми беше кејф кога со другарчео или јас, како што си го викам brother from another mother, Војо, му ја кажав идејава, и му кажав кој сакам се да ми биде присутен без разлика, што, да речам, освен со Весна, затоа што учевме од прво заедно, мислам дека и Дац го знаев од друга линија, другите не ве знаев никој. Меѓутоа, едноставно, вие сите, сега ова не е лице, нели нормално, ти си тука, меѓутоа за сите се однесува, за мене сте она што значи нешто во музикава години наназад,
Без разлика дали си присутен, дали те нема 2 месеци, 6 месеци, меѓутоа едноставно за мене Да, добро, сите активни вредите. повеќето, да. Активни Барем повеќето, тој период, да, и сакав да бидете сите да бидете дел од проектот. Она што многу ме израдува е што сите вие буквално на прва ја прифативте понудата, односно се покажа дека сите вие сте покрај тоа што сте музичари, покрај тоа Добро, што има и сте... такви сега што веројатно и не прифатиле некои артисти, ама добро, Па нема добро, да ги ајде да не ги споменуваме. Има и такви, да. Има секогаш има, меѓутоа вие покажате Раката на дека тато? сте и Опа. дека сте и многу хуманитарци, односно хумани луѓе, што се покажа и веројатно и стално се покажува и многу ме израдува мене затоа што беше еден од успешните, многу драг проект ми е тој. Да, тој проект не беше само проект кој што вклучи спот, повеќе музичари на место, тука една кампања и еден имаше централен сето настан тоа, на школка, на школка каде што се појавивме исто учествувавте, така, да. дојдовме и така натаму. Сега пак ќе имаме настан на школка. Па тоа сега да те прашам, гледаш како доаѓаме логично Да, во да. септември прочитав нешто крчкаше. Септември, да, ќе има многу убав настан, ќе биде, овој пат се вика играме заедно, тоа значи дека ќе има едно 15 активности со различни игри, ќе има домино, ќе има куглање, плочка, ќе има цртање, ликовно катче, фудбалче ќе има, пак ќе има нешто на сцена, ќе биде многу интересно, да не откривам уште сега кои ќе гостуваат. Меѓутоа, она што еве тука ќе ти го кажам и не ќе можеш веројатно да речиш не сега. Ќе ве поканам, овие одрастеме заедно што бевте тимов, ама би сакал да бидете волонтери. Значи активни волонтери. Што значи тоа? Да речеме пецека и фудбалот. И ќе ги анимираш дечињата, значи аниматори. Ево фудбал. Да, таман на лице место да за фудбал сум спремен. До тогаш Со една нога играм цело така. Да, тоа ќе кажуваш уствари како е на фудбал, како можеш како да се повредиш. Како да се повредиш како на да се фудбал, повредиш во 3 чекори со Петар Младеновски. Не студент шпиц за Да, добро, како иде? Травматологија ќе го најавим убаво настанов, ќе биде интересен, сакаме што повеќе се простор отвори на малку, школка. се отвори работа, почна да се случуваат настани. Затоа јас го Се чекав надам да дека дојде. нема какви се твоите прогнози. Мислиш дека може да се случи некој не ре Боже пак Не во Пран? верувам. Ова си го има. Значи еве и ден денес има позитивни, трае, нема не дај Боже од оние ситуации. Не гледаме ништо денови, знаеш, малци тоа кампањски има, нема, Па нема, денови се не се гледаме сведе ништо само бројки. на бројки. Факт е дека го има, Колку јас имаме го сега гледам. дневно? Не знам, искрено ти кажам, немам гледано, ама јас гледам на 160. Јас гледам на работа Кога информации почна што ми корона со доаѓа. 160 беше затворено пилиња тоа да беше летат. се, Врапчиња бе забранија да летат од 5 После до лесно се 6 прилагодивме, пријади. да, на повеќе. Така да, веројатно ќе си го има цело време, може ќе си биде присутен и ќе биде како грипон со вакцина, меѓутоа тоа не значи дека не треба да функционираме, не треба да живееме. Сега јас овој настан на школка што го планираме и што ќе направиме всушност, го правиме во април секогаш, зашто април е месец на аутизмот, односно Да, за зголемување и- свеста. Па и за 2 Даунов април синдром, е мислам денот, дека и за Даунов церебрална се парализа. март, сите си имаат Да, свој има ден. денови, да. Види, кој ќе кажеме, Лицата со ЕМС исто и нивната кампања ја поддржавме, па дури на концертот на 25-ката на Хикси, ова е тоа. Да. Ги поканивме беа. фактички тие не треба да имаат не треба да биде само еден месец, значи цела година треба да биде активности и за Па погрижување да ти кажам, еве која нашавме таа тема, колку можам и колку се трудам да стигнам, да подкрепам што можам и да помогнам. Меѓутоа гледам сега и денове се случува некаква конференција на здруженија за лица со попречености и посебни состојби така натаму, па некои препокувања, некои здруженија се поканети, некои не се поканети, има се и се што и како таму и во се поделеност има. И таму е некако Сегде има поделеност. До толку не сме бе, мајко му, оваа наша. Знаеш како гледаш дека едноставно, еве ќе ти кажам прост пример, првата година кога го правевме настанот на школка, сега мене никој директно не ми се обрати, меѓутоа ми кажа на пример, не ми текнува сега никој, не е ни битно на крај крајот, што има тој да прави настан. Океј, направи ти, ќе направам јас, сите да направиме, нека има што повеќе вакви работи. Значи, како имаш чувство дека некој мисли ќе му земеш некому нешто, разбираш? Да, дека што има Пеце да води подкаст. Да, нели, ексклузивата е на тој и сега се нашол некој да направи настан. Чекај полека, значи нека има тие забелешки вообичаено доаѓаат од луѓе баш кои што не ги прават како што треба да работиме. Па добро. И знаеш кога се појави некој друг кој што ќе направи нешто поизвикано, на пример растеме заедно беше супер проект. И тука сега чекај како тоа сега некоја страна доаѓа, фрустрациите се на негова страна, знаеш, затоа што реално
Нема ти многу настан. не земаш никому ништо, него се нудиш едноставно во целата таа приказна да ставиш уште едно поглавје во цела. И на крају крајва сите треба заедно да го прават. Не треба Денис да направи посебно, Пеце да направи посебно, дај Денис и Пеце нека направат посебно, заедно. Па и Во интерес на сите, не едни деца да идат кај мене, едни кај тебе. Така? Него сите деца да одат заедно на едно место, нека има што повеќе па се и дружат покрупни се деца. проектите и Така. поголеме најши медиумите не покриваат, па ако е помал настан, па ги Медиумската покриеност која беше, ај малку да се пожалам за Растаме заедно, имаше медиуми кои што дојдоа на промоција, имаше што ги пуштаат песните, некои медиуми, меѓутоа она што гледам за жал е што поминуваат чудни некои моменти. Јас ги викам балканика песни. не, за македонска музика, Да, поп или рок, за- не, тоа е да. завршен му. Значи тоа е гледаш Јас те читав тебе за Растеме заедно за спотот, кој Да. што беше прилично Значи, добар и многу Одличен труд беше беше, вложен да. во истиот. Да. А од друга страна, па ако не си бил на некој гостување во телевизија, беше. Ама нема и гледаност, доволно е да видиш, например, погледаност, не карикирам, тој спот е, да речеме, со 5000 гледаност, имаш ти некои кои што имаат спот со силикони. 2 пиштола, силикони, 2 мечки и ланци овде вака одат, 2 милиона прегледи има, а ти тие потпишуваат договори со институции и фирми кои што се спротивно од сето она што го прават тие. Имаше тука една таква интересна Имаше, ти ситуација текнува. со наша издавачка компанија Просветно Бело или така некако се викаше. Има договор со некои бонови нешто. Не е важно, добро, тоа е за Да. некој друг. Па за тоа и натаму оди целата работа па тоа е тоа, го мене ми е изгубиме криво. компасот и после тоа ќе те зима човек, ќе ти фрла филџани, ќе ти фрла ова. И сето тоа И повлекува. сето тоа, ама тоа е, ние го живееме турбо фолкот од секоја сфера. Ова е веројатно простете драги гледачи на Вербалиум, ама секоја емисија го кажуваме Да. и тоа е така. Така. Денови не се случува класичен турбо фолк, Да. класична грандизација и на Да, точно. институции на све. Планет. Гаѓање со Планет ТВ со за жал. филџани, со води, со пластики во И сето тоа останува државотворни така. тела, што би се рекло и органи Тоа и останува така. и со Како извинување констатација. Да, не, се навикнува пучанството, што би се Да. рекло. Пучанството се Драго навикнува. пучанство. И она што би рекло Рамбо, овце твое Да. не могу без тебе. Чоба не врати се. Па Па така нема е. изгубени сме како стадо, Така е. како се. Веќе се навикнуваме Дефинитивно. на тие ситуации. Дефинитивно. Чаре? Вака покрај тоа што си израснал работник и човек вклучен во културни настани, кај гледаш? Чаре. Надвор За жал, види, за жал, знаеш како, имам 2 сина, големи се 26 и 20 години. Не зборуваш многу за Па не сакам ја на крај Не ги вклучуваш многу, те гледам вака. Не. Прво затоа што кога сакам да тагнам некого од нив 20 минути се мислам чекај што ќе ми Па ќе рече ти пререче, тој. да, бе. Па што Ша си, мене? цар? Неќат апсолутно. Плюс на крај крајва јас не сум некоја кузне каква Кардашијан или некоја фаца, па Денко сега знаеш Кардашијан. имам 2 сина, ама едниот ова работи, другиот ова работи, па жена ми е поапор. Ти можеш да бидеш, слушај, ако Толку. прекардашиш, Ако прекардашиш. прекардашијан, да, може точно. прекардашијан. Така да, за жал, нивните иднина веројатно е негде надвор. Предпоставувам, затоа Тука се што во Македонија поразмислам. или не? Тука се уште се тука, со факултети, 20-та Уште се тука, ова е Да, добра па реченица. тоа е тоа, разбираш, реалноста е таква. Јас колку и да сакам, нели сите сакаме, сакаме. Најубаво е тука да сме си, тука да Во едно живееме организирано во едно општество. организирано општество, каде што и тој ќе е задоволен, каде што јас ќе можам да улетам во било кој време за внуците, а не тој да биде во Канада, па ќе се чудиме на 3 месеци, 6 месеци кој да отиде од нас. Меѓутоа таа е реалната ситуација и она што мислам дека има голема разлика во однос на пред 30 години кога оделе младите во нашите во Австралија и во Канада, сега одат нашите младите, ама ги влечат и старите. Затоа што мислам дека сега и на 60 и на 70 години луѓе се одлучуваат да одат. Да, порано не ќе да чујат. дефинитивно. Слушај, Да, имаше биоте шоу. трупче на времето на емисија, не знам дали се сеќавате, кај нас сама и кај вас. Да, Или на кафе кај. Да. И одеа со, мислам дека со Росана одеа да го поздравам, иначе сме добри пријатели со Да. трупче. И одеа по Австралија и по овака тие македонците таму, имаше една нашите. баба, не можам да забораваме на сцена, 90 години. И Да. сега седат вие како ви овде убаво, ама Македонија си е сакаме да се вратиме, многу ни убаво Македонија и бабата. А ти бабичке, мене, тука. Овде ми бо. Како убаво Македонија? Не, овде, Тука, ситни, така. овде, тук.
не геше баба да чуе да се врати. Као сите овие, немој така. Не, овде. Така да се има, refrigerator, она. Се Многу е добро. Породовите шиба. Ќе те замолам се една кратка пауза за нашите спонзори. Добро. Мораме да ги поздравиме и да ги слушнеме. Паузите за спонзори се се подолги во секој вербален затоа што очекуваме се повеќе спонзори. Што многу имате. Не, да дојдат. Да, многу имате во најава. Седма епизода на вербалиум и уште ама ги очекуваме ќе дојдат наскоро. Веќе ги имаме во најава и ќе дојдат. Јас прески дечи намо еден мислам дека идеш, ама изгледа не знае точно каде. Можно е ќе го бараме, веројатно не знам во кој влесен. Но ги очекуваме сериозно спонзорите, ова е апел да ни се придружат што поскоро бидејќи ни е потребна вашата поддршка. Ама се гледа дека и полесно е со спонзори, нели? Полесно е со спонзори, па да не ќутиме џабе. Да, точно да. Мислам и нема резон. Да. Баш се прашував кој ви си сега ги видов. Нема резон да ќутиме минута време кога може да се сеснеме продукција. Ама добро, поинтересно. Ако поинтересно за и да одмориш малку. И да одмориш. И се што ти планот продолжуваш да пееш па за некој време, или? Па јас си пеам стално. Сега овие неколку 2 недели од време на време знам да се уфрлам од кола од Сабајле, кој ќе легне некоја убава песничка. Ама многу ме нервираат овие странски. Не, ова е на терен веќе кој ќе сум излезен за движење, 6 и по. Веќе тоа е третото кафе кој ќе го пијам. Али многу ме нервираат оние странски кои ќе почнат да ми пишуваат authorized rights, не знам ова, она, сега сум испеал од Депеш Мод, па не знам, тоа било на Virgin Records. Има такви реакции, може да муте ме прават, мене прво ми се случи тоа во Бугарија на журка во клуб, сега да постирам на Facebook и ми рече restricted, бла, не знам што тамо, auto rights, не ми даде да пуштам песна, House of Pain, Jump Around. И не ми дозволи да го ставам видеото. Дали нешто Европска унија? Мене така ми направи и ми вика муте. И мене муте. Ало, па има уште друга, уште една. Ама и жуте, така да. Така да се префрлив, значи, собаци, пак ќе кажам, значи, пењето ми е секојдневно, можда пак ќе се вратам, не знам едноставно. Како почна, така заврши, односно, можда е пауза. Чекај се пред да поликак да привршиме со овој муабет, затоа што како не спонзори, ќе ги чуваме тие за следната. За следната таа минута молк исто така за следната. Сега да прашам, роден си во Прилеп или дојден си од Прилеп? Не, по потекло сум од Прилеп, значи мојве се од Прилеп. Ама има што че? Ни се јавија сега на запил веќе правиме ли свирка? Че правиме. Ама само македонски бенд, само Дивља јагоде први. Да, само македонски. Добро, има овој како си кеше Алин Исламовиќ нешто веројатно Богомил. Можда има, да, по потекло или од Загорани, таму кај Костинци, можда, од кај пругата. По потекло сум од Прилеп, значи прилепчанец саглам, иако нели ми викаат Скопје, пошто си роден скопјанец. Сепак корените од кај што се, пардон, извини, морам да премотам сега. Значи, женет сум за Охриѓанка, што значи дека сум од Дохрид. Така да прилепското веќе тука паѓа освен за сипаници кога се работи. Мајмуски си. Ама Охрид си го сакаш, уживаш во гритеш таму? Таму нирвана ми е таму. Буквално во куќа на кај што сме, значи имам фонтанечка, имам масичка, тука пливаат, обично ставам или Лашко или Хајнекено на комунистичко, но со петокрактана, многу убави рипчиња, зелени и стално пливаат во базенчено. И така да некоја салатичка ќе се направиме шовска, ќе помине некој да испита нели кој е се, од кај дојде, зашто дојде. Ама како и да е, Охрид ми е нирвана мене. Буквално, значи, кој ќе почнам од стража да се спушчам надолу. Чекај се, одмор имате ова лето? Има. Конечно. Чути сега, дај скрати ова да не слушам. Не прашувам ништо. Избриши го ова, да. Ништо не прашувам. Дами и господа, тука негде полегано сигурно привршуваме со овој муабет со Денис Јанкуловски попознат. Многу ми се потишува раката на тато. Види, отиде пола. Ова е епизода пола вакво не чини. Перфект спонзор ќе биде, тајде ќе ги побараме. Ќе видиме, ајде. А требаше во скафандер да седам. Види, може треба да се обидеме на тој начин да ги кажеме 20 на спонзори, па после тоа да бараме спонзорство. Тоа беше една моја идеја со Суперхикс да ставиме 100 спонзори, па кој ќе дојде после нека дојде, така ли?
а може никој нема да дојде бидејќи рекламата веќе постои. Тука. Да. Сакав да кажам дека поидеален спој на гостин и на музички гости во еден вербалиум до сега не сме имале. А тоа е затоа што Денис Енкуловски е попознат по неговиот прекор Космонаутко или Космонавтко. Да. А во емисијава ги имаме за прв пат во живо Вселена утика. Така што Космонаутко, драго ми е што ми беше гостин во издание, 7-мо издание на Вербалиум. Уште подраго. Еден од моите подраги луѓе и добар пријател и добар фалшер на светските хитови. Ако може, на дело светските хитови, не сите. Сите не ги фалшираш, меѓутоа добар дел. Што би рекле, одлично ја уништи, ја упропасти песната. Одлично ги уништува. Кој ќе ме пофала така, значи тоа мене ми е као 5+. Одлично уништен голем хит од Депеш Мод, да речем. Од страна на Космонаутко и Вселена утика во живо за крај на овој Вербалиум. Ти благодарам што ми беше гостин. Се гледаме некаде низ улиците на Скопје или национални пунктови. Ќе видиме, ќе пееме заедно. Што небесата се оцерат на истекот на неподносливи дни. Со леснување издивнувам, знам ке ми намигнеш ти. Умен гавра што цупкав замрзнатиот двор, гласна мецо-сопран во машкиот хор. За песна што ми зафали тон, ти ми го шепнуваш в сон. Во кафе Кундера на џубоксот прежален стар, баш пред полнок вчера некој ја пушти нашата ствар. Бесконечни дни, безтежински сни, мечти во убост обточени. Нашите гени се познаваат од дамнина. Можда сме од иста звезда срочени. Бесконечни дни, безтежински сни, мечти во убост обточени. Нашите гени се познаваат од дамнина. Možda sme od ista zvezda sročeni. Помеѓу дните и ноќта неравенство впишано стои. Врежано е в камен најдоцна на шестиот ден. На место минута да пројдат две, мојов ум планови крои. До првиот самрак помалку да сум осамен. Бесконечни дни, безтежински сни, мечти во убост обточени. Нашите гени се познаваат од дамнина. Možda sme od ista zvezda sročeni. Beskонечни dni, beztežinski sni, mečti vo ubost obtočeni.
Нашите гени се познават од тамнина. Možda sme od ista zvezda sročeni. Možda sme od ista zvezda sročeni.